тој дел на одржување не беше правен како што треба и затоа терените беа во катастрофална состојба. 3-деценијски проблем е рак рана на македонскиот фудбал, тоа е точно ова инфраструктура. Генералната слика е катастрофална. Не гледам дека некако би се следила во брзо време бар. На рајон, дука има паласуи Шиприн, Србија, Малци, Косов, gjitha këto kanë infrastrukturë më të mira se tona. Jemi shumë mrapa gjithë këtyre. Викенд е време кога обврските му се подредени на фудбалот. Правило кое, иако не пишано, со децении неприкосновено ги победува сите пишани закони во земјава. Некои дома пред телевизор, други во кафеана, трети со билтените во облажувалница. Меѓу овие доминантни групи се протнува една четврта, која се уште и пркоси на лошата крвна слика на домашниот фудбал. Оние кои понатаму плаќаат билет за од трибините да ја бодрат својата екипа. Но како нивната борба да не е доволна, па своите екипи како домаќини во последно време мораат да ги бодрат од туги стадиони. Комитите на место на арената Филип II ги пречекуваат гостите во Ѓорче Петров. Штипјанини самите не знаат од кој фудбалски дом да ја бодрат бегалница. Навивачи на скопските екипи раштркани низ градските терени кои одвај да имаат по некоја трибина. Со различна навивачка определба, но со иста мака – фудбалската инфраструктура. На своја кожа ја чувствуваат и навивачите на Шкупи. Веќе неколку кола, наместо онаа покрај калливиот и несуреден стадион во Чаир, шверцерите ја полнат трибината на стадионот Борис Трајковски во Мажари. Siç e dimë, kushtet në stadionin e tonë nuk janë të volitshëm për ndeshje të futbollit. Kemi punu dhe presim sa në kohë sa më të shpejtë të bëhet gati, ku të zhvillojmë ndeshjet para publikut tonë, para shfercerave, para çdo dashaminit të klubit tonë. Na vjen keq, po momentalisht kjo është, dim se në të kaluara nuk kemi pas edhe shumë financat që të punojmë shumë, tash kemi punu, presim që të jetë një stadion i mirë, ku të mund të bëjmë ndeshje të mirë. Tash patëm një mbledhje me federatën, në premtuan që do na ndihmojnë edhe ato me kushtet e tyre në fund të kampionatit. Çojmë një projekt dhe do ta rikuperojnë stadionin tonë. Мажари не е дом за шверцерите, но барем е на 10 минути од Чаир. Што тогаш да се каже за мајмуните? До пред 2 недели, нивната победа беше домакин во 150 км од далеченото Турново. Во пресрет им излезе фудбалски ривалската битола, па сега домашниот терен го делат со Пелисте. На љубовта кон клубот, сепак понекогаш е тешко да ги скрие револтот и километрите. Голем проблем ова што не може да игра на домашен терен. Стадионот под хитно се реконструира и да игра победа во Прилеп на домашен терен. Срамота. Доста долго се гради стадионот. Каде е проблемот политички, економски, али не е фер. Секој нема да си дозволи да дојде во Битола да гледа фудбал. Нас ни треба инфраструктура и нас ни треба клуб. Локалната самоуправа треба сериозно да го свати нештото дека нас ни треба стадион. Но зошто прилепчани воопшто патуваат за да ги пречекаат своите фудбалски гости? Кога влегувате во Прилеп, овие рефлектори оддалеку би можеле да ве залажат и да стекнете впечаток дека му се всушност стражари на едно убаво фудбалско здание, градено по европски терк. Но штом се најдете под истите тие рефлектори, вистински потфат за награда е да најдете барем една најмала асоциација дека тука не толку одамна се играл прволигашки, па дури репрезентативен фудбал. На само 10 метри зад мене, пред 10 години, македонските репрезентативци со своите победи и голови ја радуваа фудбалската јавност, а од овие трибини кои што сега тешко е и да се наречат трибини, публиката имала можност да ужива како во македонската, така и во химните на други европски држави. Меѓутоа што носи иднината, никој не знае, како што не се знае и дали воопшто тука некогаш ќе се заигра било како фудбал.
Прилепските локални власти ги чека многу работа за Гоце Делчев од Скелет повторно да заличи на стадион. Од управата на ФК Победа велат дека предвидените близу 800.000 евра наменати за овој стадион од Фудбалската федерација на Македонија стигнале во општинската каса, но дека претходното општинско водство затаило во работата. Градоначалникот на општина Прилеп превзеде одговорност и кажа дека во најбрз временски период ќе ги надмине сите недоразбирања во однос на документите и дека ќе продолжи процесот на изградба. Клучно и најбитно во овој момент е да се постави агрегатот, да се изгради тревникот, а самиот стадион како стадион, тоа е најнеопходно за да можеме да играме во следната сезона на нашиот стадион, а доградбата на стадионот секако дека како процес и понатаму ќе продолжи. Овој стадион е еден од 5 за чие реновирање Фудбалската федерација на Македонија во 2014-тата од УЕФА доби скоро 3 милиони евра. Покрај Прилеп, парите од УЕФА завршија и во градските каси на Скопје, Битола, Тетово и Штип. Фудбалската федерација на Македонија прави се што е во нејзина моќ да ја подобри инфраструктурата на стадионите преку помошта на УЕФА и од сопствени средства. Оттаму реализацијата на првата програма од Хет-трик, изградбата на 10 терени со вештачка трева и реновирање и поставување, осветлување на 5 стадиони во државата. Победа, Прилеп е еден од тие стадиони. Нашиот дел од обврските целосно е завршен во Тетово, во Штип, во Скопје и во Битола. Останува уште Прилеп. ФФМ има цел и една од главните приоритети да се подобри спортската и фудбалската инфраструктура. Но сами ние тоа не можеме да го направиме без помош од локалната самоуправа која се обврзала тоа да го направи или клубовите кои што менаџираат со дел од тие стадиони. Куќата на фудбалот топката недвосмислено ја префрла во 16-тникот на општините и клубовите. Трипартитниот договор подразбира федерацијата да ги проследи парите до општините, а тие со клубовите да ги обноват и одржуваат стадионите. Ако се изземе арената Филип II која ги задоволува стандардите на УЕФА и на која непречено се игра фудбал, што е направено на останатите стадиони? Битолскиот стадион кој сега ги вдомува и Пелистер и Победа и самиот не е во сјајна состојба. Екс-градоначалникот Владимир Талески без малку 3 години најавуваше дека со донацијата од скоро 800.000 евра Битола ќе добие европски стадион за 12.000 гледачи, но сликата е сосема поинаква. Обврската стадионот да биде суреден, пред 3 месеци ја презеде новата локална власт. Стопанисувањето на претходните власти е проблематично и за стадионот во Штип, со што е оневозможено брегалница во живо да гледаат 5.000 луѓе. Градоначалникот Благој Бочварски пред 10 дена најави дека тука допрва предстои расчистување на документацијата за инекцијата од исто така 800.000 евра да не пропадне. Без конкретен датум за финиширање на работите се и во Тетово, фудбалски најфреквентниот стадион во државата. Сепак, се чини дека овие 800.000 евра најбрзо ќе го најдат патот до фудбалска инфраструктура со барем основни европски стандарди. Општина Тетово веќе има јавно-приватно партнерство со предметната компанија ЛД Спорт во насока на плодна и ефективна соработка во управувањето со овие спортски објекти, но и во целокупниот фудбалски напредок во нашиот град. Длабоко сме убедени дека наскоро ќе биде завршена целата реконструкција на градскиот стадион, а и ќе се пристапи кон реализација на проектот за стариот стадион. Во тој правец, општина Тетово како партнер ќе ги обезбеди сите институционални капацитети за реализација на оваа заедничка цел. Лошата инфраструктура е само една од диагнозите на мак фудбалот. Но кој е тој што треба да спасува? Федерацијата, општините, клубовите или сите? Овие стадиони дури утре да бидат завршени, тоа само малку ќе ја поправи целокупната слика. На овој проблем во секој медиумски настап упатува и Ѓоре Јовановски, петкратен првак на Македонија како тренер и поранешен селектор. Вас со УЕФА и ФИФА ќе ви дадат средства. Нормално тука државата, тука општината треба да исто така да се ангажира. Но најповеќе треба да се ангажираат клубовите, претседателите, газдите, собствениците и така натаму. Ниту еден наш клуб, со ретки исклучуци за 2-3 години, кажеше 4 години, да не кажам највеќе, се вложувало
Сите тие, да не речам, газди собственици се откажувала. Че вие немате стратегија најмалку за 10-15 години, сигурно дека и на ваков степен ќе дојдете. За овие 30 години минимум да се вложуваше, најмалку ќе имавме на 5-6 стадиони каде што сите овие надпревари што ги играат нашите клубови меѓународни надпревари може да се играат. Од организацијата Обединети за фудбалот велат дека кога станува збор за стадионите и терените, најголемиот проблем е тоа што жаргонски кажано не се знае кој пие, а кој плаќа. Дел од проблемите тука навлагаат и во делот на тоа кој го прави одржувањето, односно кој ги контролира терените. Тука има многу измешани работи. Имавме јавно предпријатие кое што се грижеше за терените. Еден дел на луѓе зема концесија и газди на клубови, па тие терени релативно добро ги одржува, како што се терените во Чаир, во Струмица и во Ѓорче Петров, а другите терени беше неизвестно и кој им е собствени, така да тој дел на одржување не беше правен како што треба и затоа терените беа во катастрофална состојба. Новинарот Горан Бошев и самиот некогашен фудбалер, добар дел од новинарската кариера минал на стадионите и терените ширум земјава. Од неговите сведоштва се стекнува впечаток како да говори за век далеку од 21-виот. Пред 5 години јас бев во Боговиње, тогаш таму се играше прва лига, иако стадионот нималку не требаше да му биде дозволен да се игра таму таа елитна конкуренција. Јас не можев да верувам кога влегов во собликуваната, кога видов едно ќумбе на средината и тоа баш беше некој зимно време, имаше еден човек кој ставаше дрва на тоа ќумбе за да се затопли собликуваната. Во Охрид сум бил сега брзо, исто така е катастрофална ситуација, нели имаме таму екипи кои ни доаѓаат да се подготвуваат. Значи, навистина верувате, во Кичево едно време стадионот кога влегов со обликуваната, наместо за качалки имаше шајки, буквално шајки, дури некои раѓосани. Навистина играчите се сочуваат со невозможни услови за игра тука и токму од таа причина ретко кој добар играч сака да дојде тука. Загрозена е безбедноста и здравјето на играчите со таквата инфраструктура. Сепак се чини дека најгорливиот проблем се јавува дури од како федерацијата и општините ќе го завршат својот дел. Газдите на клубовите кај нас кои се сега веќе акционерски друштва премногу краткорочно гледаат на своето учество во фудбалот, односно бараат брз профит, додека сите прописи кои што ги доведе УЕФА уште 2001 година фаворизираат враќање на парите од производство на играчи и понатаму пласман на играчи. Производство и пласман на играчи нема без добра инфраструктура и без добри тренери. Кога ќе донесете странски играч и кога ќе видите на какви терени тренира, на каков терен треба да се игра, на каков стадион треба да се игра, во каква собликувална, во какво купатило треба да се избања, сигурно дека тој фудбалер уште и следниот ден нема да дојде во Македонија. Ако е ова сликата за прволигашите и екипите кои не представуваат во Европа, тешко е да се замисли со што се соочуваат оние во пониските лиги. Од ФФМ тврдат дека се решени да истраат во предизвикот в Македонија да има стадиони за гордење, а размислуваат и како би било употребена некоја наредна донација. Но тоа барем за сега е сезам чие отворање не е на повидок. Целиот проект од претходната Хетрик програма треба да биде финализиран за да бидеме во можност да аплицираме за нареден проект. Не значи дека тој може да биде одобрен. Уште едно коло е завршено, другото веќе на повидок. Едни се подготвуваат да патуваат на гостување, а други да патуваат за да бидат домаќини.